Кога се зборува за неидентификуваните летечки објекти, многу луѓе го поставуваат едно исто прашање: зошто се појавуваат само во Америка? Но дали се појавуваат само во Америка? Апсолутно и непобитно докажано не. НЛО феноменот е глобален и секоја земја на оваа планета со малку поразвиена армија има програми за истражување на НЛО. Некои од најинтересните случаи со блиски средби со НЛО се случиле надвор од Америка. Може би Америка предничи со бројот на граѓански организации кои го истражуваат феноменот, и тоа организации кои се оформени дури и во 50-тите години на минатиот век. Граѓански организации како МУФОН, Комитетот за политичка акција за вонземски феномени XPEC, што е политичка акцијска група создадена да укажува и решава прашања поврзани со политиката за НЛО и ИТ феномени. Натаму, Меѓународниот центар за истражување на киднапирање, ИКАР, што е организација создадена да обезбеди сигурни информации за НЛО или киднапирање од вонземјани. Натаму, Меѓународниот конгрес за НЛО, Центарот за НЛО студии J. Ален Хайнек, Националниот центар за известување на НЛО или НЛО центарот КУФОС. Сите се ова граѓански организации за проучување на НЛО феноменот, сите од Америка. Вакви организации се создавале уште од пред половина век во Америка и со тоа култот и популарноста за НЛО феноменот е многу поголем во САД отколку во другите земји. Но вакви организации денес постојат во бројни земји ширум светот. Сепак, ниедна земја нема толку развиена мрежа за цивилно проучување и известување на овој феномен како Америка. Затоа често се поставува тоа прашање зошто овој феномен се појавува само во Америка, но тоа не е вистината. Посебно кога се работи за воени проекти за проучување на НЛО феноменот, ултра развиени програми водени од бројни армии за кои никогаш нема да слушнете дека постојат, на високо ниво собираат информации и ги проучуваат неидентификуваните летечки објекти, и тоа со години, со децении. Некои од нив имаат огромни датабази на податоци за многу интересни случаи. Белгија, Франција, Канада, Чиле, Перу, Аргентина, Бразил, Венецуела, Британија, Русија, Естонија, Украина, Белорусија, Шведска. Феноменот се проучува на секаде ширум светот. Клар Бруно Ведручио е научник кој бил командант на елитна единица во рамките на италијанската морнарица. Повеќе од 15 години го истражува феноменот во рамките на тим истражувачи. I know several information, but my government don't want to know. Because if my government know, they must do something. We assembled more than 13,000 cases during the last 70 years, and we have a database. Јас имам информации, но мојата влада не сака да ги спознае, затоа што ако мојата влада ги добие информациите, тогаш ќе мора да направи нешто. Досега италијанците направиле датабаза со податоци за 13.000 случаи од последните 70 години, вели поранешниот офицер во италијанската армија Роберто Пиньоти, член на овој истражувачки тим, и додава дека ако оваа датабаза не се сподели со светот, тогаш е бескорисна. Во новиот документарен филм Unidentified UFOs in the Headlines, објавен одамна, покрај бројните други интересни информации за многу интересни случаи, италијанскиот истражувач Клар Бруно Ведручио потенцираше на еден случај, кога хеликоптер бил бркан од НЛО, па дури и бил погоден со зрак. On 2004 in Sicily, a craft appeared a few hundred of meters behind the copter tail, and it shot a ray that destroyed helicopter wings. I can show you the photograph. We can't use missiles against this device, so you know, we can launch missile, or the missile will be sent back. So this was deliberate. You believe that it was a deliberate... In that case, Assolutamente. yes. This signal was absolutely directional. It was a beam. Che su una certa banda di frequenza noi li potevamo vedere. E che poi avevamo scoperto che quando loro usano le loro armi ad energia,
they must go outside the stealth Mode. Solo in quel And momento only in noi that li possiamo colpire with depleted uranium weapons. And now Wow. what you say to me? Во 2004 година летало се појави на 200 метри позади хеликоптерот и испушти зрак кој што го уништи роторот на хеликоптерот. Можам да ви покажам и фотографии. Не можевме да употребиме проектили против ова летало, затоа што тоа ќе ги врати проектилите назад. Зракот беше апсолутно насочен. Тоа беше зрак, вели Клар Бруно и потоа продолжува на италијански. Откривме дека можеме да ги видиме на одредени рангови, фреквенции. Откривме дека тие можат да ги користат своите оружја само кога се надвор од стелт модот или невидливиот прикриениот режим. Само во тој момент можеме да ги погодиме со оружја со осиромашен ураниум. Ова се навистина загрижувачки информации кои ги даде Клар Бруно. Дали војската пробала такво нешто? Дали италијанската војска се обидела да сруши НЛО? Генералот Луис Пейсер од перуанското воздухопловство раскажува за друг случај, кога над неговата база се појави НЛО. Estuvimos todo el personal del grupo aéreo, la base aérea de La Joya en Arequipa, en el año 80. Apreciamos todo el procedimiento que había hecho mi alumno, Óscar Santamaría. Бевме во Ла Хоја, воздушната база во Арекипа во 1980 година и сите видовме што се случи, вели генералот, кој кога го забележал објектот, го испратил својот студент пилот Оскар Санта Марија да го пресретне објектот со авион Сухој. Дури му наредиле да пука во леталото, но тоа тешко му одело, затоа што леталото ги избегнувало сите оружја, а оние кои ќе стигнеле до него не го оштетувале на никаков начин. Tenía una especie como de brillo alrededor de la nave, como una especie como de halo brillante y era inmenso en comparación del avión. Имаше светлина околу леталото како ореол околу него и беше многу поголемо летало од авионот, вели генералот, кој додава и дека објектот ги надминувал сите можности што ги имал нивниот авион. Ова се само два од стотиците, илјадниците случаи кои се случуваат ширум планетата Земја, бидејќи феноменот НЛО е глобален.